Ju falim. Ви благодарам Бојан Сановски за контрареприка. Благодарам. Почитуван заменик министер, сметам дека целокупното законско решение кое што е предложено од ваша страна има промашена поентата. Да почнеме и од номотехничките детали. Со европско знаменце да се поднесува ваков закон, особено кога сите оние кои што се најрелевантни субјекти општествени од аспект на економијата и финансите во оваа држава се спротивставуваат и да се турка на сила е тотално неодговорно и ќе има огромни последици према целиот економски и финансов систем во оваа држава. И не е проблем тоа што вие сметате дека треба да ги товарите овие компании, да ги плаќаат вашите грешки, туку уште поголем проблем е тоа што вие 76 милиони евра поостов само на овој данок, без при тоа да ги вкалкулираме средствата од другите две предложени законски решенија, кои што се уште позагрижувачки од овој закон, ќе се потрошат на она кое што и сите средства на граѓаните се трошат во изминативе 6 години. Овие 76 милиони евра нема да бидат потрошени за да се направи нов автопат, или да се заврши клиничката болница во Штип, или да се реконструира онаа руинираната болница во Кичево, или да се почне клиничкиот центар, или да се купат нови возови, или да се збогати возниот парк на јавното сообраќајно предпријатие во Скопје или на другите јавни сообраќајни предпријатија во оваа држава. Овие средства ќе бидат потрошени, почитуван заменик министер, на она кое што го констатира и Државниот завод за ревизија, на кражба, на тендери во 4 очи и повторно доделување на лукративни јавни набавки на бизнисмени блиски до власта. И токму затоа, еве последен како последен говорник, апелирам до сите од мнозинството. Поддржете го овој амандман, да направиме нова буџетска програма, барем оние средства кои што ќе ги брутално превземете од компаниите кои што се успешни и кои што плаќаат, да гледаме и да следиме каде ќе завршат, затоа што доколку тоа не го сторите, евидентно ќе стане дека сите оние средства кои што ќе се одземат и ќе се стават на таа програма која што сега е актуелна, ќе завршат само во џебовите на оние бизнисмени кои што им помагаат на политичарите, позајмувајќи им лукративни возила. Благодарам.